Од следната грејна сезона данокот на додадена вредност за парно грејење се намалува од 18 на 5%. Ова би значило дека секое семејство кое е приклучено на централно парно грејење со стан со просечна квадратура ќе добива пониска сметка за отприлика од 220 денари месечно, што е годишна заштеда од скоро 2600 денари, истакна премиерот Зоран Заев. Тој додаде дека оваа мерка е дел од владиниот план за чист воздух и намалување на загадувањето. Оваа мерка ќе ги мотивира граѓаните да не се исклучуваат од системот на централно парно грејење, а верувам дека ќе биде причина и да се вратат дел од оние 14.000 семејства кои се исклучиле од 2012 година до сега. Во исто време, очекуваме да се приклучат нови 10.000 домакинства. Почитувани, со ваквите мерки планот за чист воздух ќе даде забележителни резултати. Со намалувањето на ДДВ-то за парното од 18 на 5%, знам дека сме поблиску и со поголем чекор до остварување на целта, обезбедуваме заштита на животната средина и повеќе пари за граѓаните. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули истакна дека оваа мерка е во правец на директивите на Европската комисија од 2006 година и дека централните топловодни системи во земјите од Соединетите Американски држави и Европската унија се најдобра алатка за справување со загадениот воздух. Една мерка која што беше препорака со почетокот на следната грејна сезона ќе ја види светлината на денот, а тоа е намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% за корисниците на топлинската енергија и топлинските системи. Оваа мерка оди во правец на директивите кои што постојат во Европската комисија од 2006 која се однесува на топлинските системи и ладењето. Ова оди во правец на стратешките определби на Европската унија, на Соединетите Американски држави, на Велика Британија, каде што централните топловодни системи се една од најдобрите алатки за справување со аерозагадувањето. Регулаторната комисија неодамна го укина паушалот што граѓаните исклучени од парно грејење го плаќаат досега. По одржувањето на состанокот на интерсекторската група за животна средина, председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека во јули ќе донесат нов тарифен систем за парно грејење и дека веќе нема да има трошок за ангажирана мокност.